Тоа е ЕУ волунтаризам. Тоа е тој шуплив неолиберализам. Ние на нашите граѓани им нудиме прогресивен патриотизам или решенија како до ЕУ. Секако дека ЕУ нема да ја остави Македонија надвор од Унијата и ќе ја даде на тацна на Путин и неговата пропаганда. Тоа е смешно. Тоа што го тврди власта, таа сама себе си се демантира. Секако дека ЕУ има интерес да влезе и Македонија во ЕУ и да се прошири на овој регион. Ние тој интерес го поттикнуваме и поддржуваме, меѓутоа ЕУ мора да биде поубедлива, дека е одлучна да го интегрира целиот Балкан во своји рамки, вклучително и Србија, вклучително и Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и сите ние тука. Иако Македонија беше земја која беше пред Хрватска да влезе во ЕУ. Заедно беа во Адриатик чартер. 90-тите години, кога Хрватска имаше се уште војна на нејзина територија. Се сеќавам пред година или две во вашево студио говорев дека ние не треба да идеме со Албанија заедно, ќе не забави Албанија, ние ќе бидеме сме пред неа. Дојде време сега да се молиме, да бидеме заедно со Албанија и на крајот ќе испадне Албанија и Србија да бидат пред нас во Европската унија со нерешени прашања, меѓу кои Србија и територијални прашања и така натака, косовското прашање, босанското прашање. И тоа отвара простор за дополнителни уцени на Македонија по други основи шовинистички. Затоа што на Балканот екзистираат многу шовинизми, не станува збор само за бугарскиот шовинизам. На Балканот е екстремен албанскиот етнички шовинизам. И тој албански етнички шовинизам, доколку Албанија влезе пред Македонија во ЕУ, ќе добие дополнителен ветер во грбот. И ќе се мултиплицира во земјава. Ќе предизвика возврат по принципот акција-реакција македонски етнички шовинизам, кој во моментов е тивок и мирен, но тоа не значи дека така ќе остане. Албанскиот етнички шовинизам буквално е катализатор на другите шовинизми на Балканот. Во моментов главен катализатор. И тој го злоупотребува така нареченото америчко и европско влијание или поддршка.